Здраво на сите, здраво Ана. Здраво, Риста. Фала ти што прифати да бидеш дел од овој Фала ти на подкаст. поканата. Овој подкаст е реализиран во рамки на серија подкасти Балкански перспективи, реализиран од Пропис Македонија и Радио МОВ. Оваа тема, овој подкаст е наменет за младите, да зборуваме за како нашите генерации гледаат на конфликтот од 2001, како гледаат на процесот на помирување. Зошто е битно да зборуваме ние младите на оваа тема? Заради тоа што го носиме товарот на последиците на претходните генерации и како млади се разбира мора да имаме став за работите кои се случуваат околу нас и реалноста во која всушност живееме и действуваме, а на крајот од денот и не е убаво работите да ги ставаме под тепих, па убаво е вака отворено да се дискутираат и да се зборуваат. Со нас е Ана. Ана е младински активист од Струга, која секојдневно има контакт со разна категорија на млади и преку незината работа им помага на младите да ги отворат подруги перспективи за светот и за нивното учество во општеството. Сега најнапред, Ана, како си? Добро, фала ти многу. Задоволство ми е што сум денес тука и што ќе имаме можност сега да продискутираме една тема која што наретко се дискутира, а уште поретко отворено се дискутира за неа. Се согласувам. Па иде на почеток со некое општо прашање, како гледаш ти на конфликтот и на помирувањето, која е твојата лична перцепција на целиот тој процес? Па добро, конфликтот 2001 година реално е несомнен дел од историјата на нашата држава, несомнен дел од историјата на нашето општество и нешто што многу влијае на начинот на кој што понатаму се одвива односите. И се уште се одвиваат. Како гледам на помирувањето не гледам никако од причина што не мислам дека истото се случи реално. Конфликтот 2001 заврши со Охридскиот рамковен договор, меѓутоа нашата држава никогаш не го отпочна процесот на помирување. Многу држави во светот се соочиле со слични конфликти и едноставно се обиделе да најдат начин како да го изградат општеството и да го научат да живее со конфликтот без да треба да се навраќаат во минатото, туку да гледаат во него еден конструктивен момент за да може да изградат иднината. Кај нас тоа не се случи. Ние живееме последниве 20 и кусур години во идеја дека живееме во мултикултурно општество, мултиетничко општество, го акцентираме со животот и така натаму. Меѓутоа, ние никогаш не се обидовме како држава, како општество и преку целиот институционален систем, тоа да го решиме и да го дефинираме на начин кој што ќе биде помалку болен и начин кој што ќе може да ни даде простор отворено да зборуваме без тоа да треба секогаш да биде потенцијално опасно за нов конфликт. Дефинитивно би се согласил и јас дека завршетокот на конфликтот и Охридскиот рамковен договор представува само формален крај на конфликтот, дека никогаш не работевме на расчистување на причините на сршта на самиот конфликт, кој освен на бојното поле е предизвикан и наназад во многу други сфери во општеството и мислам дека како што спомнав на почетокот и се ставаат под тепих голем дел од работите, причините заради кои има избиено самиот конфликт, односно видливиот дел од конфликтот. Сега ја и ти сме генерација и ја имаме привилегијата да зборуваме за тоа како нашата генерација гледа на сето тоа. Па сега сакам да те прашам, еве од аспект на твоето друштво, на твојата поблиска околина, дали се зборува за конфликтот, за помирувањето, за поделбите, за сите тие процеси во друштвото, во семејството, значи како твојата поблиска околина гледа на овие работи? Имајќи предвид дека доаѓам од Струга, Струга е мултиетничка, мултикултурна шарена општина, што значи дека навистина имаме буквално припадници на сите етнички заедници во државата, па вклучително и македонци и албанци.
Темата е се уште доста сензитивна и да речам се уште се држи во една бампер зона да се обидиме да ја заштитиме како не би го пукнале балонот кој што цело време се полни со хелиум. Во мојата околина темата многу ретко се отвара и мислам дека барем јас наоѓам две причини за тоа. Првата причина е тоа што младите, нашата генерација не располага со доволно информација околу конфликтот. Сето на кое што го добива како информација или потекнува од политичкиот наратив кој што е присутен и кој што дефинитивно не би се сложила со начин на кој што го представува конфликтот, или доаѓа од медиумите кои што исто така пренесуваат една, друга или трета страна, меѓутоа никогаш немаме едно независно, едно транспарентно, едно отворено разгледување на истиот. Или родителите. Апсолутно, апсолутно. Ама и во една друга страна, па и се уште мислам дека постои известна доза на страв, како што спомнав и на почетокот, да се отвори темата, заради тоа што мислам дека се уште не сме спремни да се соочиме со самиот процес на помирување. Кажав дека отсуствува, меѓутоа мислам дека и младите сега се уште не се спремни да едноставно се слободат од прангите кои што ги влечеме од историјата, блиската историја, нешто блиско минато, и да отворено зборуваме со отворени карти, да знаеме кој каде стои, едноставно да прифатиме дека тоа се случило, но дека не треба да влијае на понатамошните односи кои што ние ќе ги градиме во заедницата. Сега Македонија во процесот на осамостојување е позната како пример дека е единствена земја од бившата Југословенска федерација, една од двете, што се има отцепено без вооружен конфликт, меѓутоа јас сметам дека тој вооружен конфликт се има само пролонгирано и избива токму 2001. Сега ти збориш и за некој страв за соочување. Чувствуваш ли ти некој товар, некоја нешто што те спречува да гледаш позитивно на процесот на помирување? Дали сметаш, например, дека нешто младите ги одвраќа од контактот, отворено зборување, освен стравот? Не би рекла толку дека чувствувам страв, колку што чувствувам одговорност. Спомна на почетокот дека работам со млади, работам во Струга, значи кај нас во нашата организација, во нашите клубови доаѓаат млади со буквално секаква позадина, што значи дека како да речам возрастниот човек во просторијата ја чувствувам одговорноста да таквите ставови, таквите размислувања и тој товар од минатото да не биде пренесен туку да се овозможи простор за конструктивен диалог. Никогаш не го спречувам дискутирањето на овие теми, напротив, поттикнувам дискусија, се додека никој во просторијата не се чувствува загрозен. И мислам дека ако тоа е нешто кое што може да успее кај младите, и ако младите може да гледаат преку конфликтот, преку етничките тензии, преку етничките стереотипи, предрасуди кои што се уште за жал постојат, мислам дека тоа може да го направат и возрастните. Се додека никој не се чувствува загрозен, а може отворено да зборуваме, мислам дека тоа е она кое што треба да го правиме. Така што не би рекла дека чувствувам страв, туку како што кажав, одговорност тоа да се случи и да се случува во еден континуитет, се додека не стигнеме до една здрава почва за од тука веќе да може да го градиме со животот кој што се обидуваме да го изградиме веќе 25 години. Убаво што ги спомна младите, па да те прашам, конкретно во Струга, каква мислиш дека е состојбата помеѓу младите? Дали има одредена кохезија, дали комуницираат младите помеѓу различните етникуми, кој е начинот, јазикот дури на кој комуницираат? Супер што го постави прашањето, затоа што Струга е се уште поделен град. Градот не го делат младите, го дели институционалниот систем, го дели општеството и општествениот јазик кој што постои. Поделен е по многу основи, меѓутоа вклучително и по етничка. Младите излегуваат на исти места, излегуваат во исти кафулиња, не знам, држат одредени часови во училиште заедно, меѓутоа се уште структурно не се направи ништо за да може да ги доближиме младите едни до други. Дополнително на тоа, последниве 7-8 години се уште имаме многу силна етноцентристичка реторика од страна на политичките партии, кои што несомнено се главни актери во општеството. И таквите ставови преку медиумите, преку родителите и преку општеството како целина се пренесуваат и кај младите. Така што Струга е град во кој што младите живеат, комуницираат, меѓутоа се уште постои она невидлива бариера помеѓу нив, која што многу тешко се обидуваме да ја премостиме.
За жал морам да се согласам со тебе, да споделам и како е во Тетово, бидејќи сум од Тетово и не би рекол дека во Тетово е и невидлива границата. Дури мислам дека е доста препознатлива. За жал младите во Тетово не излегуваат во исти кафулиња и градот мислам дека е поделен физички на кои кафулиња се албански, кои кафулиња се македонски, нема еден заеднички дух, за разлика од, имам барем ја како турист кажано, во Гостивар имам попозитивна перцепција. Сега зборам за еден соседен град од Тетово. Во Тетово мислам дека е поделеноста многу голема и не е негативна, туку едноставно на некоја неутрално ниво, едноставно се знае кои кафулиња се кои и кај треба да излегуваме. А за помирувањево мислам дека и за контактот, комуникацијата едни со други, мислам дека, како што кажа, самиот систем го прави тоа невозможно. Значи ние уште имаме училишта поделени прво во физички простори, значи ние во средно албанските паралелки учеле во физички простор различен од македонските, исто и во основа. Понатаму имаме смени, значи ние немаме место, можност за младите да контактираат, дополнително што самиот просветен кадар цело време ги задојува младите за потенцијален конфликт. Апсолутно. Значи немојте да се движите во тој дел во школата заради тоа што се случувало во минатото некој немил настан. Сега сакам исто да те прашам за еден феномен што е многу по-интензивен во последно време. Кој е јазикот на кој комуницираат младите, бидејќи имаше едно време иницијатива за учење и за изборен албански јазик, меѓутоа не многу беше популарен. Како комуницираат младите денес? Уструга. Ќе ти дадам класичен пример. Работам во организација во која што во текот на годината имаме преку 80 деца кои што се активно вклучени. Главното правило кое што ни важи во организацијата е дека пред да влезеш во канцеларија, заедно со чевлите кои ги бришеш од чергичката, ги вадиш сите стереотипи и предрасуди кои што ги имаш со тебе. Кога ќе се влезе тука, веќе имаме една безбедна зона во која што никој не се плаши да комуницира. Се зборува и на македонски и на албански, а ако не се разберат, зборуваат на англиски. И мислам дека тоа треба да ни биде пример дека ако се сака и ако се најде вистинската точка на врзување, може да се најде начин и мост на поврзување. Да, англискиот го користат за зборуваат за филмови, за серии, за спорт и така натаму, меѓутоа ако се обидеме и овие теми кои што се далеку побитни од тоа која серија сме гледале последно, ако се обидеме и овие теми да ги наметнеме, не да ги наметнеме, туку едноставно да ги понудиме да се говорат на исти начин, мислам дека повторно може да се најде точка на врзување, англискиот да послужи како мост кој што ние со македонскиот и со албанскиот не успеваме да го преминеме. Да, добро, мило ми е што има комуникација на крајот од денот, тргајќи настрана целата политизација на јазиците. Јазикот служи како основно средство на комуникација, меѓутоа мислам дека за жал поразително е за нас како млади и како општество да комуницираме на еден трет јазик. Апсолутно. Земајќи предвид дека нашите предци, баби дедовци, пред да настане целата политизација и милитаризација, би рекол, на односите и на јазиците, говореле многу јазици. Говореле македонски, албански, турски, се со цел да се разберат со комшиите. Да се знае јазикот на другиот. Ама кога сега веќе станува проблем, ако англискиот е тоа што ги поврзува младите, тогаш окей. На крајот на денот битно да се најде начинот, а не да се враќаме неколку чекори наназад па да видиме дали е исправно или не. Дефинитивно. Сега англискиот исто се гледа како модернизација. Би се осврнал сега и на тој момент. Колку социјалните мрежи, денес младите се почесто своето дејствување го темелат онлайн и на Инстаграм, Фејсбук. Колку социјалните мрежи се место и можност за комуникација помеѓу младите, колку младите конструктивно и позитивно комуницираат на социјалните мрежи, колку ги спојува фактички интернетот?
Преска го начинав ова прашање и спомнав дека многу од наративите кои што се присутни кај младите се наметнати од страна на медиумите, социјалните мрежи се исто така форма на медиум. Меѓутоа, како генерација, не само, можеби не толку нашата, меѓутоа генерациите кои што доаѓаат после нас се медиумски неписмени. Тоа значи дека не знаат да направат разлика помеѓу тоа што е вистина, што е лажна вест, не знаат да ги селектираат информациите кои што ги добиваат и многу често го земаат она кое што се пласира на медиумите здраво за готово и едноставно на тоа го темелат својот понатамошен став. Социјалните медиуми во последно започнаа да бидат главна алатка за пропаганда, дури нели моноетничка пропаганда која што е шират одредени групации кои што за жал се уште постојат во државата, политичките партии ги користат за пласирање на нивните пораки и така натаму. Така што колку што социјалните мрежи имаат потенцијал да бидат мостот помеѓу младите и да ги поврзат и да им дадат простор да комуницираат и да се запознаваат и се останато, толку исто така може да служи како точка на раздвојување, бидејќи доволно е една погрешно пласирана порака да биде присутна во етерот, за да може да направи недоразбирање кое што понатаму пак може да прерасне во одреден степен или во одредена доза на непријателство помеѓу нив. Наместо да ги зближи, да ги раздвои. Дефинитивно, и со оглед на тоа на првиот дел што го кажа, колку младите се медиумски написмени, покажува и колку се подложни на дополнителни манипулации. Ја мислам дури дека онлайн просторот е само депикција на физичкиот и како функционираме во физичкиот свет, и сум поголем песимист во тој контекст, заради тоа што мислам дека младите за жал живеат и действуваат онлайн во едни посебни сфери на интерес. Самите алгоритми на социјалните мрежи и го овозможуваат и го наметнуваат тоа, така да само начинот на живење и на размислување се претопува, се пренесува и онлайн. Сега да не размислуваме само и во рамки на државата, голем дел од наши сограѓани се иселени во странство. Колку сметаш дека овие модерни алатки на комуникација ги спојуваат младите кои живеат во Македонија со останатиот дел од светот? Дури би рекла и дека повеќе младите ги користат ваквите алатки за да се спојат со луѓе надвор од границите на државата, отколку со луѓе кои што се на нивна генерација и живеат во државата. Не би рекла дека има некое правило, меѓутоа сметам дека младите до некаде си бараат точки на поврзување. Си бараат луѓе кои што имаат исти светогледи со нив, луѓе кои што размислуваат на исти начин, слушаат иста музика, гледаат исти филмови, имаат исти интерес во мемиња и така натаму. Значи, тие точки се точките на поврзување и да, би рекла дека ги користат, меѓутоа ако може ние да ги користиме социјалните мрежи за да го запознаеме оној кој што има целосно различна култура од нас и живее во целосно друга држава, зошто тогаш да не може истите социјални мрежи да ги користиме на ист ефективен начин за да ги запознаеме и луѓето кои што живеат во многу поблиското окружување од нас. Дали се користат правилно или не, останува да го проценуваме на индивидуална база. Имајќи предвид дека и двајцата работиме во секторот, сметам дека треба да делуваме да ги описмениме медиумски младите и да едноставно им понудиме алатки да научат како вистински да ги користат и традиционалните медиуми и современите медиуми, интернетот и социјалните мрежи. Дефинитивно. Сега и у таа конотација, враќајќи се назад у физичкиот свет, у реалноста, имаш ли да споделиш некои примери за соработка, како младите од различни етникуми најдобро се нашле да комуницираат? Ваше искуство, мислам твое искуство од секојдневната работа со млади? Најсвеж пример, пред 2 години, само што заврши короната, мапиравме дека најголемиот извор на радикални идеи помеѓу младите во Струга потекнува од навивачките групи на спортските клубови во градот. Традиционално имаме моноетничка македонска навивачка група, моноетничка албанска навивачка група и свативме дека голем дел од таа националистичка реторика произлегува од таму и после многу лесно се шири помеѓу младите.
низ серија на обуки која што ја направивме на темата, како нели едукативни, така и креативни, всушност свативме една многу битна работа. Тоа е дека ако им ја најдеш задничката точка на интерес на младите, нив нема да им е гајле кој од која политичка партија, кој на кој јазик зборува или кој од која фамилија доаѓа на крајот на денот. Тие се спои околу уметноста, заедно фотографира, креира кратки филмови, црта мурали низ градот и така натаму, и едноставно во целиот тој процес сега ги вклучивме навивачките групи, меѓутоа ако се најде вистинската точка на поврзување, тогаш може да се надмостат разликите. И тоа беше секако нели еднократна активност, проектна активност која што траеше краток временски период, меѓутоа ако таквото нешто се имплементира на долг рок во многу политики кои што се врзани со младите, кои што се имплементираат како на национално, така и на локално ниво, тогаш после 2, 3, 5 или 10 години ќе стигнеме до тоа младите да бидат доволно поврзани за да може и оваа тема да се отвори, а да не се плашиме од тоа дека можеби ќе избие нов конфликт или ново недоразбирање или непријателство. Дефинитивно, убаво што спомна примерот за навивачките групи, двајцата имаме работено на теми поврзани со радикализација и навивачките групи многу ретко се перцепираат како извор на екстремизам и радикализација. Овие термини се поврзуваат повеќе со еден верски фундаментализам, што исто така спаѓа од таа категорија. Меѓутоа да се навратиме на потенцијалната отвореност, дали сметаш дека нашата генерација, генерациите родени околу 2001, сметаш дека би биле поотворени да го почнат процесот, да го поттикнат процесот на промена, на поголема отвореност на општеството, на поголема зближеност, на расчистување со минатото, ама под расчистување мислам не само да го заборавиме и да го ставиме под тепих, како што спомнав во неколку наврати, него навистина да се седне здраво разумно да се разговара и да се расчисти со се она што го има предизвикано милитаризацијата и политизацијата. Накратко ќе ти одговорам не, бидејќи нашата генерација малтене речиси целосно оформена како личности. Сите сме веќе оформени како личности, што значи дека веќе имаме заземено некоја насока во нашите животи и ние сме една пропадната генерација, би рекла, во овој контекст, дефинитивно, не во сите, бидејќи во оној период кога можеби највеќе требаше да се работи со нас додека ние бевме деца, да се поттикнува поголема отвореност и така натаму, конфликтот се уште беше премногу свеж. Кога ние бевме основно, тоа значи дека биле поминати, не знам, 3, 4 или 5 години од конфликтот, кога бевме средно биле поминати 10, така што се уште раните беа преотворени за да може да се отвори, да се дискутира на оваа тема. Дури во рамките на нашите семејства, едноставно се уште беше немој, не се меше таму кај што не ти е местото, не си ја пикај главата кај што не ти ја собира, што би рекле ние во Струга. И едноставно, за да може да сме свесни дека една генерација ќе има капацитет да направи некаква промена и да зборува малце поотворено и да, не знам, го поднесе бремето на помирувањето, со таа генерација ќе треба да се работи од многу помали, за да не стигнеме до моментот кога тие веќе ќе бидат задоени со постоечките наративи и да очекуваме дека наеднаш тие ќе заборават се што знаеле до тој момент и ќе почнат од почеток. Јас сум поголем оптимист во таа конотација, иако се согласувам со делот дека сме оформена генерација и сето тоа, меѓутоа мислам дека баш поради онаа одговорност што ја спомна на почетокот, може да го поттикнеме или да го отвориме патот барем за генерациите после нас да бидат поотворени и да почнат да разговараат на темата. Кој сметаш дека главен поттикнувач на поделбите, на ставањето под тепих, кој сметаш дека има најголем ќарот да не се зборува за темата? Политичките партии, дефинитивно. Од причина што се уште во нашата држава имаме неколку партии кои што го држат монополот на политичка моќ, и кои што се исклучиво моноетнички партии.
џабе ние може да видиме по еден или двајца министри или пратеници од партијата дека се од различна етничка припадност, кога сршта и начинот на размислување на тие партии е моноетнички. Дали во предизборието, дали кратко после изборите во државата, секогаш се наметнуваат повторно и повторно тие и националистички и тврдокорни етнички идеи. Секогаш се става јазикот да биде главна точка на недоразбирање, културата, одредени права кои што ги имаат една или друга заедница и така натаму. И сметам дека на таков начин тие го задржуваат своето гласачко тело. Меѓутоа, освен што го задржуваат своето гласачко тело, таквите пораки оставаат траен белег на начинот на кој што ние колективно како општество размислуваме. Би рекла дека имаат ќар од тоа конфликтот да остане жив, поради тоа што токму на таа основа понатаму се прават политичките пресметки и на таков начин понатаму и се конструира политиката која што ќе води државата и едноставно во оној момент кога тие ќе прекинат да размислуваат на таков начин и да излезат од таквите спреги, ако некогаш се случи во услов, во тој момент ќе може како општество да размислуваме поотворено или едноставно сите колективно да се откажеме од политичките партии, што не верувам дека ќе се случи. Добро. Колку е реално може да се случи тоа поради самиот политички правен политички систем. И да, политичките партии, особено националистичките, треба да имаат плодна почва за да може да работат на тој националистички наратив. И за крај, на малку попозитивна нота, или по-негативна, зависи што имаш да кажеш, што би им препорачала на младите, на генерациите кои доаѓаат после нас, на оние кои зборевме дека ќе им го отвориме патот и се надеваме дека поотворено ќе разговараат на темиве и ќе расчистат со едно недорасчистено политизирано минато. Пред да кажам пораката за младите, Десмонд Туту има една многу убава порака во однос на помирувањето. Вели дека помирувањето не е всушност заборавање на историјата и на конфликтот кој што се случил во минатото, туку учење да живееме со него. Така и почнавме ствари прифаќајќи дека 2001 и сето она што се случуваше, тие месеци се дел од нашето историско минато и се дел од секој нас како личност. Меѓутоа, мојата порака за младите е дека она што се случило пред 20 години не треба да обликува како тие ќе ги градат нивните односи во иднина. Туку напротив, веќе сме демократско општество во кое што треба отворено да се зборува за сите теми, па дури и за темите кои што не се целосно пријатни. Не може секоја тема да е пријатна за разговор. И едноставно би им препорачала да бидат што е можно поотворени едни кон други, бидејќи ако бидат отворени ќе најдат многу повеќе точки на поврзување одошто точки на поделба. Дефинитивно се надевам дека и овој подкаст ќе биде доволен поттик барем во најблиската околина младите и општо сите гледачи да разговараат на темите. Фала ти уште еднаш за твоето присуство, фала ви на вас за вниманието и што ја следевте оваа епизода на Балкански перспективи.